Како се создаде место за бегство? Макотрапно, затоа што со месеци барав музика како подлога на она што беше во позадина. А сликите беа посебна приказна која што има одредена цел. Може би ова од некој уметнички аспект не изгледа кој знае колку волшебно, но целта беше друга. Зборот да се прикаже преку слика, а сликата да биде зборот. Сакав едноставно она што го имам напишено да допре сликовито и до оние кои што се вечерот присутни овде со нас. И ќе ви кажам, беше интересен моментот кога барав слики за мојата измислена градина и во еден дел каде што стои дека место моите дрвја место крошник имаат чадови, кога ги најдов овие слики на интернет, јас се запрепастив, да не кажам се исплашив. Леле, викам која коинциденција. Значи, навистина, нештата може да најдат свој призвук, да најдат своје друго тело. Едноставно само треба да се побара. Во делот книгата свој простор најдува и сликите на Надица Ивановски. Ова се двете уметнички фотографии овде на како се викаше сега веќе штафа. Овие две песни допреа до мене некако, како да ви кажам, ја продолжија таа нишка што ја имав од мојата колешка Љупка, од мојот колега Митко Тошев. Се обидовме во еден таков круг да направиме една синтеза меѓу она што се вика поезија и она што се вика уметност. И сакав овој сегмент да видам дали се уште трае, дали кај овој млад автор ќе успеам да се препознам и себе си и таа да најдем нешто соодветно во моето толкување на нејзината уметничка слика. И се најдовме. И таа беше задоволна од тоа како јас ја восприемив и обратно. Место за бегство е фактички мој простор каде што го создадов за да ја залечам таа носталгија што ја имам кон детството. Се уште ги барам тие мириси кои ме потсеќаат кога бев мала, го барам вкусот, се навраќам на некои места кои што ме потсетуваат на детските игри и тоа ме одржува некако вака како што сум. Ми недостасува детството, затоа што сметам дека таму луѓето се најбезбедни. Кога сме деца сакаме да пораснеме. Кога сме веќе возрастни, сваќаме колку сме изгубиле што сме пораснали. Токму во тој момент кога сваќаш дека пред тебе имаш едно автобиографско дело, ќе ве потсетам на фотографијата каде гордо стоев на масата, тоа е автобиографска фотографија, сваќаш дека и самата книга Место за бегство е малтене автобиографија или едно домашно черо. Зошто? За корицата ми се потруди ќерката под менторство на Митко Тошев. За овој момент каде што имаме спој на музиката и гласовите, ми помогна многу Горан Кукич. Но за да се спојат сликите, гласовите и музиката, стоеше мојот син. Значи, сепак едно семејно дело кое што навистина многу ми значи,